добро вечер. Централен дневник на Канал Плюса, во него ќе гледате. Вратите за финансирање од меѓународните институции ни се отворени. Македонија има добри односи со сите меѓународни финансиски институции, смета вице-премиерот Зоран Ставрески. До крајот на 2016 и во 2017 година матичните лекари треба да извршат превентивни прегледи на осигуреници на возраст од 35 до 56 годишна возраст. Жител на село Злетово се удави во Злетовска река. Во сообраќајна несреќа тешко повредено 16 годишно девојче во центарот на Штип. Вратите на меѓународните финансиски институции за Македонија не се затворени. Македонија има добри односи со сите меѓународни финансиски институции, како со Светска банка, така и со Европската банка за обнова и развој, ММФ и Европската инвестициска банка, изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Информации што излегаа на некои медиуми беа дека Светска банка го прекинува финансирањето на Република Македонија, што е сосема неточно. Значи, таа веќе го одобри тој кредит, што треба да биде ефективен после изборите. Тоа што ние ги одложивме во меѓувреме изборите заради наши интерни политички причини од април за јуни е наша тема и друг проблем. Меѓутоа Светска банка не рече не може да ги добиете средствата. Второ, не се прекинати проектите на Светска банка кон Македонија. Значи, станува збор за еден поединечен кредит, за кој што е постигнат таков договор да средствата бидат ефективни после изборите. Денарот е стабилен, останува стабилен и навистина нема никаков простор за загриженост на граѓаните и на бизнисот. Значи, уште првиот ден јас кога дојдов на оваа позиција, јасно кажав дека политиката на стабилен курс на денарот ќе биде она што ќе го спроведуваме и го спроведуваме во континуитет. Продолжуваме на тема здравство. Според податоците од матичните лекари, од првиот квартал во 2016 година се направени превентивни прегледи врз 40.000 осигуреници, а до крајот на годинава и во 2017 година матичните лекари треба да извршат превентивни прегледи на осигуреници на возраст од 35 до 56 години. Кај 19.000 жени и 5.700 мажи утврдено е дека имаат низок ризик за кардиоваскуларни заболувања. Кај околу 10.000 мажи и околу 5.000 жени откриен е среден ризик, а кај 172 мажи и една жена откриен е висок ризик од кардиоваскуларна фатална епизода во наредните 10 години. Според податоците од матичните лекари, од првиот квартал во 2016 година се направени превентивни прегледи врз 40.000 осигуреници. Со воведување на превентивните цели во примарната здравствена заштита за дејност општа медицина, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствената заштита во државата. Прегледите ги воведе Фондот за здравство на Македонија како превентивни мерки за рано и навремено откривање на трите најчести незаразни заболувања – кардиоваскуларните, бубрежните заболувања и диабетес мелитус. За таа цел, матичните лекари во 2016 и 2017 година треба да извршат превентивни прегледи на осигуреници на возраст од 35 до 56 годишна возраст, а таргетирани се 664.000 осигуреници. Интересен показател е дека кај 2911 лица индексот на телесната маса е прекумерен, на 30 поени, односно тие осигуреници се со обезитас или народски кажано дебелина. Кај 100 лица за кои лекарите се сомневале за скриен шеќер и ги упатиле на орален гликоза толеранс тест, поставена им е диагноза диабетес кај 34 од овие испитаници, а кај 27 утврдена преддиабетична состојба. Карактеристичен заеднички именител кај овие три најчести незаразни заболувања е тоа што со намалување на внес на соли, шеќери и масна храна се намалува и ризикот од овие заболувања.
Остануваме на тема здравје. За неполни 2 месеци колку што е во употреба дигиталниот мамомат во клиничката болница во Штип, извршени се над 250 мамографски прегледи. Лекарите апелираат жените постари од 40 години вакви прегледи да вршат еднаш на 2 години. За рок од 2 месеци во клиничката болница во Штип се направени над 240 мамографии на мој термин и над 20 скрининг мамографии. Ние 2 дена во неделата работиме скрининг по 10 жени, а 3 дена доаѓаат жени за мамографија кои што ги упатуваат матичните доктори на мој термин. Скринингот значи рано откривање на карцином кај жени кои што се навидум здрави и кои немаат направено мамографија во последните 2 години. Веќе изминативе неколку години се повеќе се зголемува бројот на заболени од карцином на дојка. Оваа болест треба да ја откриеме пред да се јави и биде доцна, вели доктор Джидрова. Но доколку ја откриеме, кои се првичните симптоми и која е превентивата за оваа подмолна болест? Симптомите се болка и грудка во дојката, црвенило, асиметрија во изгледот на дојката, повлекување на брадавицата, значи тоа се симптоми кога веќе имаме туморска маса и кога е касно и не очекуваме успех. Значи најбитно е пациентките да се јавуваат на редовни превентивни прегледи, а тоа значи на секои 2 години мамографија и еднаш годишно ехотомографија на дојки. Се препорачува секоја жена над 40 години на секои 2 години да врши мамографски прегледи, додека кај помладата популација, кај девојките се препорачува само ехотомографија на дојка. Инаку со добивањето на новиот современи дигитален мамограф во клиничката болница во Штип се повеќе расте интересот за закажување на прегледи. 10 пациенти на ден или 50 пациенти неделно може да направат снимање на рано дијагностицирање и скрининг на рак на дојката. Болеста чвореста кожа го затвори добиточниот пазар во Облешево. Оние кои не знаеа дека е затворен и дојдоа на сточниот пазар беа вратени назад, бидејќи одговорните од Агенцијата за храна и ветеринарство не дозволија влез на било каква стока на пазарот. За сега не се знае кога ќе биде отворен пазарот, но и кога ќе биде дозволено во него да може да се тргува само со сертифицирани говеда. Заради превентива од болеста чвореста кожа кај добитокот, Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори добиточниот пазар во Облешево. Неколкумина неупатени сточари кои не знаеа дека пазарот е затворен, дојдоа да продаваат добиток изненадени од тоа што го затекоа си се вратија назад со добитокот, затоа што одговорните на пазарот не дозволија во него да влезе било каква стока. Како и многу други пазари во Македонија, така и сточниот пазар во Облешево е затворен за продажба на крупен и ситен добиток. Од Агенцијата за храна и ветеринарство не знаеа да кажат до кога ќе биде вака, но сепак само истакнаа дека е затворен превентивно заради појавата на болеста чвореста кожа. Штетите од неработењето на пазарот ќе бидат најголеми за сточарите, велат одговорните на пазарот, и додаваат дека откако пазарот ќе биде отворен, во него ќе може да влезат само говеда со сертификат, а тоа значи дека сточарите во меѓувреме треба да ја вакцинираат стоката и да извадат сертификати издадени од ветеринарни институции. Докторите по ветеринарна медицина велат дека болеста е опасна за добитокот и може да предизвика огромни штети. Станува збор за вирусно заболување кај едриот добиток, значи кај говедата. Пренесувачи вектори на болеста се сите инсекти кои што цицаат крв. Значи комарци, муви, болви, крлежи. Имаме прво покачување на инкубацијскиот период е од 14 до 20 дена. Најпрво имаме покачување на внатрешната телесна температура кај животните, појава на лезии по кожата, значи како чворови, во вид на чворови. Од гледна точка на тоа, значи колку е опасна болеста, станува збор за болест која што нанесува економски штети на сточарството кај нас. Значи, доколку имаме крава која е веќе заболена од чвореста кожа, никогаш таа крава повеќе нема да се врати на претходните параметри на продуктивност.
Атанасов додава дека болеста чвореста кожа се уште ја нема во Кочани, но во Македонија е присутна, па затоа превентивата е најважна. Истата не се состои само од затворање на пазарите, туку и во вршење превентивна вакцинација што се врши само во другите земји, се уште не во Македонија. Затоа се препорачува превентивна дезинсекција против инсектите на самите одгледувалишта и да се избегнуваат мочурливи места каде што концентрацијата на муви и комарци е поголема. Во Македонија болеста се јавува за прв пат, а истата не се пренесува кај човекот. Опаѓа бројот на децата опфатени со задолжителна имунизација во регионот од 98% пред неколку години. Сега процентот на имунизирани деца е од 92 до 95%. Надлежните апелираат родителите да донесуваат правилни одлуки за своите деца. Унијата на жени на ВМРО ДПМН организираше предавање на оваа тема. Во Штипи регионот процентот на вакцинирање на децата е опаднат. За таа цел за штипјани синоќа имаше предавање за имунизација за најмалите. Ова е значителен аларм родителите да се едуцираат и запознаат. Зборуваме за вакцинирањето во детската возраст, некаде до 7 годишната возраст, кога се првите вакцини и првите ревакцини кај децата. Кај некои од родителите се јавуваше дилема за вакцинирањето на своите деца. Сето она кое го сретнуваме на социјалните мрежи доведува во една голема дилема секој од родителите кој го носи своето дете за имунизација. Верувајте дека пред 10 или 15 години родителите воопшто не размислуваа за несаканите последици од вакцините кога требаше детето да се имунизира. Влијанието на сето она кое постојано се гледа, се слуша низ социјалните мрежи, дали е точно или не точно, сето тоа значително го ја зголемува грижата кај родителите кога треба да го однесат своето дете за имунизација и секогаш, верували или не, во контактите си оние мои блиски кои се го одложуваат колку е можно повеќе, се додека не добијат информација од повеќе места дека таа вакцина е безазлена и неопходна за нивното дете. На предавањето беше истакнато дека е потребно децата да ја примаат вакцината и да се заштити нивното здравје. Не може детето незаштитено да иде во колектив и да ги расширува овие детски болести заразни кои што се. Сите вакцини сега, конкретно, например, од минатата година 2015, воведени се 5-валентните и 6-валентните вакцини кои што се прочистени, така да сега 13 одења во вакцинален пункт се сведени на 7. Значи, намалено е одењето со родителите, така да во една вакцина повеќе вакцини ќе се дадат, така и детето, родителите нема да се ометат, детето нема да се травматизира и ќе биде се полесно. Инаку оваа средба беше иницијатива на Унијата на жени од ВМРО ДПМН од Штип. Продолжуваме со регионалните актуелности. Пресконференција одржа градоначалникот на Берово Драги Наџински во врска со вандалското однесување кон спомениците на дедо Илјо Малешевски и Димитар Поп Георгиев Беровски од страна на група граѓани кои протестираа во Скопје. Се работи за битни личности од малешевската историја и скарнавењето на нивниот лик е за осуда, вели градоначалникот Наџински. Почитувано председателство на СДСМ, како организатори на овие протести, ние граѓаните од Малешевијата, граѓаните од општина Берово, бараме од вас јавно да ни се извините за неодамнешното скврнавење и вандалско однесување на вашите членови кон споменикот на Димитар Попџорџиев Беровски и на војводата дедо Илјо Малешевски. За нивното значење нема да ви зборуваме, затоа што сметаме дека ги знаете нивните дострели и заложби во борбата за независна, суверена и слободна Македонија. Но ќе ве предупредиме дека како членови на председателството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кога доаѓате во Берово, е срамно да ги вршите вашите политички активности околу нивните споменици, кои ги има и во нашиот град, и да ги посетувате општинското основно училиште кое го носи името на војводата дедо Илјо Малешевски, за да им кажувате на вработените и на учениците дека вие сте тие кои мислите за нивната иднина. Телото на 59 годишен жител на село Злетово со иницијали БЈ пронајдено е вчера во водите на Злетовска река во место викано Марена.
Увидот од страна на јавното обвинителство покажа дека се работи за смрт настаната од давање во реката пред неколку дена, а од страна на лекари од здравствениот дом од Пробиштип не се констатирани траги на насилство. Вчера вечер во Штип, во центарот на градот, се случи сообраќајна несреќа во која автомобил Ауди тешко повреди 16-годишно девојче. Возачот не бил под дејство на алкохол. Синоќе во 22 часот и 40 минути на крстосницата од улицата Маршал Тито и улицата Ванчо Прке се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило марка Ауди управувано од 29 годишен возач од Прилеп и пешак малолетничка на возраст од 16 години. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во клиничката болница во Штип. Денес се одржа седница на Советот на општина Виница. Кои беа точките на дневен ред, погледнете во прилогот што следи. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за првиот квартал од 2016 се остварени со 22,69% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се реализирани со 16,98%, во кој капиталните приходи имаат реализација само од 6,07%. И во најголем дел истите се остварени од надомес за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти и надомес за концесии за експлоатација на минералните суровини. Во кварталниот извештај за доспеани ненамирени обврски, заклучно со 31 март, вкупните обврски на општина Виница изнесуваат 53 милиони денари. Со овие бројки, кварталните извештаи на општина Виница поминаат денес со подршка од 9 гласа. Во рамките на проектот за климатските промени, со кој беше изработена стратегија за борба со климатските промени, општината има одобрено 4 милиони денари за уредување на коритото на река Осојница, за кој проект сопственото учество од домашниот буџет треба да биде 1 милион и 85 илјади денари. Советниците со мнозинска подршка за реализацијата на овој проект со кој треба се заштити коритото на Осојница од излевање. Со препорака за подетално расчленување на ставките во крајниот финансиски извештај беше усвоена завршната сметка на комуналното претпријатие Солидарност. Со јавно искажување на незадоволството од реализацијата на проекти во општина Виница преку програмата на Источниот плански регион, денес не беше усвоена ниту една од точките со кој беше презентирано сработеното и планираното нова институција. По неколку кратни дискусии околу експлоатацијата на геотермалните води во село Истибање од страна на ЗИК Брегалница, тоест концесионерот Еко Оаза Самантов, денес за прв пат со свое образложение настапи сопственикот Ѓорги Самантов, кој со сите своји устни аргументи се обиде пред Советот да докаже дека од нивна страна законската постапка е целосно запазена, но советниците побараа повторно да излезат на увид на лице место за лично да се уверат во тврдењата на сопственикот, а побараа и копија од сите правни дозволи со кои располага. Реакциите по оваа прашање не стигнуваат откако беа изнесени гласини дека општинскиот буџет зема минимални средства од експлоатацијата на ова природно богатство. Повторно се актуализираа и сообраќајните недоречености во градот. Теоретски се носат решенија, но не се спроведуваат. По предлог на советниците, реализацијата ќе оди етапно, ќе се почне со донесување предлог одлука за воведување на едносмерна улица, Пионерска, од основното училиште Славчо Стојменски до потегот пред Стопанска банка. Со апел до надлежните на фудбалскиот клуб Слога да го подобрат рейтингот на клубот и да се поместат од третата лига, беше прифатен и финансискиот извештај за нивното работење, а беа одобрени и средства за одржување на традиционалниот меморијален турнир посветен на капетан Кирчо Димитриов кој загина во воените дејствија во 2001 година. Голем број ученици во Штип не ги знаат своите права. За таа цел во 2 училишта има деца правобранители кои помагаат доколку се прекршени правата на некое дете. Денес во библиотеката беше промовиран приречник за деца правобранители. Во 2 штипски училишта веќе 4 години функционира проектот Дете правобранител. Целта е учениците да се запознаат со своите права, а детскиот правобранител да помогне во остварување доколку се прекршени. Работата на едукација и информирање на младите, потоа односно на соучениците се грижат да нема прекршување на нивните права.
Покрај децата правобранители во тие две училишта работиме и со ученичките организации, кои што исто така спроведуваат голем број на активности поврзани со зголеменото учество на децата во процесите на донесување одлуки и зголемена информираност на децата за било што нив ги засега, за прашања кои што ги засегаат. Многу од учениците не знаат дека постои дете правобранител, кој е тука да им помогне во случај на прекршени ученички права, па затоа преку организирање на различни активности, децата правобранители од Штип сакаат да ги запознаат со овој проект. Сакаме да им покажеме на сите дека всушност постои дете правобранител кој што секогаш ќе најде начин како да помогне на другите деца. Функција на децата правобранители е презентирање и промовирање на детските права, а ние тоа го остваруваме преку врснички едукативни работилници, преку дебати и преку инфоденови. Исто така, една од задачите на децата правобранители е организирање на дополнителни информативни активности преку кои ќе ги информираме децата за своите права. Ученичката организација Ученички совети децата правобранители од Средното електромашинско училиште Колен Ехтинин организираа настан во Универзитетската библиотека во Штип за промоција на своите активности и прирачник за деца правобранители. Во Украина денеска се одбележа 30 годишнината од нуклеарната катастрофа во Чернобил, до која дојде по експлозијата на реакторот на централата. Тешкото оштетување на реакторот предизвика ослободување на облак од радиоактивни материјали кои се рашири низ делови од Украина и Русија, а потоа и низ Белорусија и северниот дел од Европа. Украинскиот председател Петро Порошенко ќе присуствува денеска на комеморација во близина на локацијата каде се случи катастрофата, како и на специјалната црковна служба за сите загинати во Киев. Некои од некогашните жители на местото Припајт, во кој живееја работниците во централата, сега прв пат се вратија за да ги видат нивните некогашни домови, од кои се останати само контурите, затоа што целиот простор е целосно запуштен и обраснат со густа трева и дрвја, што израснале изминатите години. Сметката на Вучик се оствари. Во Србија останува речиси се постаро. Партијата на Александар Вучик трет пат во 4 години стана најсилна во парламентот. Опозицијата останува немоќна, смета Драгослав Дедовиќ. Вучик калкулираше дека луѓето на изборите ќе ја потврдат неговата политичка надмоќ и дека ќе му подарат поголем маневарски простор. Првите резултати на вонредните парламентарни избори покажуваат дека воглавно сметката му беше точна. Тој веројатно ќе ја прошири власта и на Војводина, а неговото апсолутно мнозинство на државно ниво веќе не е под прашање. Додуша тој во 2014 година можеше самостојно да формира влада, но ги избра социјалистите. Во коалиција човек може себе си да си ги препише заслугите, а на другиот грешките, па коалицијата со нешто ослабените социјалисти и овој пат е веројатна. Снегот кој утрово падна во Хрватска достигна висина од 5 во градот и до 20 сантиметри во неколку планински села. Снегот засега не причинува тешкоти во сообраќајот на локалните патишта ни на магистралата, соопштуваат од тамошната полиција. Снегот падна на горскиот котор на планината Биоково, јавуваат тамошните медиуми, наведуваат дека овие временски услови ги изненаделе граѓаните кои се подготвуваат за пролетта. Македонската ракометна федерација го објави конкурсот за наследник на Ивица Обрван на селекторската позиција, кој поднесе оставка по неуспехот на квалификацијскиот турнир во Гданс, Полска. Конкурсот ќе трае 10 дена, а потоа Комисијата на Ракометната федерација на Македонија ќе ги разгледа пристигнатите барања и ќе се одлучува по истите. Раководството на Ракометната федерација сака да го ангажира Лино Червар, актуелниот тренер на Металург, кој има дозвола од клубот да преговара за селекторската позиција. Во првата фаза ќе се решава за финансискиот дел, но и очекувањето од идниот селектор. Македонија нема време за чекање. Во јуни не очекува двомеч со Чешка во мундијалските квалификации, а секако приоритет е пласма на светското првенство во Франција.
Ова е се во второто издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и проследете го и третиот Дневник. Пријатно!